Че озборуваме чај. А бре не, мој чаек не е убо. Убо не е да озборува. Добро, ајде не озборувам. Че бидиме културни. Разговор што никогаш во векот на постоењето на луѓето се нема случај. Никош. Дури тие големите интелектуалци што се така, што зборат за идеи, многу пати ги оговарат тие што ги сметат под нив, а сите ги сметат под нив, ама нема врска. Дали свесно или несвесно, оговарање ќе пада. Тоа не е ништо ново. Знаеш што е ново? Секрет Сантавате или Сента, зависи кога го знаеш англиски. Скриен Дедо Мраз. Тоа е нешто ново, дојдено исто така од некаде од западот. Што сега покрај новогодишните забави најмногу се користи во фирми. Ствари има многу скриени работи што се користат во фирмите. Ама знаеш како? Ај прво ние да пуштиме шпица, после ќе правиме муабет, пошто ова тема може да биде крака, ама може и многу долга да биде. Спремни? Одиме. И за повозрастните што го гледаат ова, што немат појма за сите нови западњачки идеи и финти што се дојдени од таму, силат шо е то сега таен Дедо Мраз, Secret Santa. Аз ќе ти кажам, бате, во глобала идејата е сите тајно си поклонват по некој поклон или некојаш фирмите одбира. Ти ќе му даеш на овој, ти ќе му даеш на овој, тој ќе му дај на оној. И са ти треба да смислиш за некоја таму си лично, што да му даеш поклон да ги изненадиш де. Нек тие будали се не знаат дека ќе добијат поклон од некој. Родуша не знаат од кој, ама во глобала знаеш дека идиме, сваќаш да е ништо изненадување, ама добро. Не викам дека е лошо, нештото интересно. Ама е пак еден од тие начини на фирмите да си се ослободат од поклонвање. Тие на вие поклонете си, демек тајно ќе му го направиш дено на некој. Ај што ќе му го направи дено на некој вработен? 13-та плата, бате, 14 уште по. Значи бувни му бонус на сите да виш како дено ќе му направиш, ни Секрет, ни Санта, ни Манта, ништо. Од Санта Манта ќе види после само Манта. Све ми се манта кад видим те, пошто цел бонус ќе за нова година. Секрет Санта. А вре Сиктер Санта, море, Сиктер. Ја да пример да е рандом нешто да треба ти да одбериш, ќе му даеш на некој, сакаш да му даеш по. Пошто ете некој може да има симпатии на работа. Имаш другари, пријатели, ќе си поклоните. Ами ако треба да ти одберат ти одберат некој што некиш да го видиш воопште. Што ќе му земиш? Што ќе му земиш на некој што неки? После кој ве прашува ти што му зеде бе? Рамка. Ти што му зеде? Гајба пиво. Ти бе што му зеде? Не да го isfrли. Там сада не видавам идеи тука. Ај речите после Виктор ми рече ојдов зедов го фрли. Да се разбериме. Кажуваме што не треба да се прави тука. Виш може да уба иницијатива ако се неќат некои луѓе на работа. Секрет Санта нешто поклон ова она ти реков ми рече може ќе смират работа. Арно ама покрај тоа што може да се некиш со некој без причина, обично има причина тоа неѓење. А да му даеш ти поклон не е баш решение тука, треба разговор да. А што разговор ќе има кога ќе се откријат тајните Дедо Мразовци. Пример на ПЦ поклон му даде Дарко. И се гледат намќор двата од таа страна. Нити едниот сака да му збори на другиот, нити поклон чини ништо. Але друго може и поќе белја да му се отвори, ама добро, ај. После друга работа, ако ти дават од работа на кој да видиш Секрет Санта и кој треба тебе да ти види. Не дај Боже ќе се падни на жена да му даваш и жена да ти дава. Поклон, за поклон зборам. Не правите така, ба. Или па ако си женско да треба на машко да му даеш и машко да ти дај. Поклон. Јуше згора на тоа. Ако партнерот или партнерката дома ти се малце така пољубоморни, малце понесигурни така кога еш на работа, ете ти го проблемот низ дом. Од нигде никаде проблем. Оти ги речи. Оти што сакаш направи, не му годиш бе, бате. А што сака нека. Оти ако купиш сам поклон или сама поклон, што и да купиш е греши работа да го кажеш дома, готово. Што си насмеан како си памина на работа. Орно ми имавме Секрет Санта на работа и мене ми се падна му купам поклон на жането, а мене да ми дај снежет. Истина. Ја мајка, од сите луѓе таму тебе две жени ти се паднати многу фербе. Што му купе? Јас на жането му зедов цвеќе, а цвеќе му зедов. А мене снежето ми даде привезок. Опа, привезоци, а? Кај ти е да ти го видам привезокот? Нигде. Го загина. А цвеќиња купваш по туги жени, на жена ти цвеќе му немаш купено 10 години. Не ти е срам, дали не ти е срам? А па ако е обратна ситуацијата, малце поинаку се одвиваат работи. Миличок си дојдо. А, добре дојде. Како помина на работа. Како секој ден. Како секој ден, а? Тие цвеќињата шо? Исто па ти цвеќињата на работа Секрет Санта правя ми ги дадоа. За јадење што сак? А на работа ти ги дадоа. Да, на работа ми ги дадоа и шо? Ако не ми купува мажот ми цвеќиња, ќе ми ги дат. Нормално е ќе ми ги дат на работа. Добро. Со здравје си ги носи. И тука завршва секоја дискусија, особено ако се работи за цвеќиња. Макар што не викам дека нема и мажи што ќе земат исто ќе се испонашат како жена во ситуацијата. Што се така малце несигурни дека жена му е на работа. Ама добро,
Добра да не ги срамиме се. Оти за нив и да не речиш нешто да биде сосем неповрзано, тие ќе се најдат со мугата на капата и одма влегват во коментарива. Ќе земи од нигде никаде ќе му се дај. Кој ти е тој Secret Santa? Дај телефонова. А бре, шо ти е ненормален еден? Ненормален сум јас, да. Што те пуштам таму на работа, дош ненормален. Шо нема батуле? Какви ги има да си бројте благословито ти? Понекогаш ние луѓето не сме свесни колку ни е убав ствари дур не видиме што му се дешава на други луѓе. А Secret Santa исто така многу убав момент за оговарање. Ау, какви оговарања паѓа. По. Ти виде мори маре, пеце на Жането му даде, Жането на Дарко. Ки знаеш шо прат тие тројца? Ки знаеш шо? Аман мори ти па каква си одма ки знаеш шо прат? Ами може така му си има паднато. Аха, паднато. Друг да лажат ти. Уди ти не знаеш Жането каква е, та има едно гарант. Та му има речено на директор мене со овие двајцата ќе ми се пад. Ки знаеш него како го има убеден. Да не пукниш. По каква си? Ти си ги порна си со кој ти падна тебе. Суаско. Да не знае човек што да му зе. Шо и да му земам рем ќе го дај ќе го испи. Ајде не се жали. Какви ги има баре ти се падна некој човек. Ја човек мори маре шо човек. Да бил човек не го оставала та неговата туку. Ајде. Тебе кој ти се падна. Ами јас му купив на летчето, а мене ми даде Дарко. Опа маре мори. Лезе во триаголникот, сега ќе го правите квадрат. Ајде ќе кажувам. Придоста збораш глупости мори, кој триаголници, кој квадрати, не туку си прави конспирации во главата. Не се вели, маре мори, не се црви. Ајде маре. Тоа е бате, сама ако не си напрежат интересно на работа, никој нема ти напред. А има на некои луѓе само ова му интерес. Сакат за сите се да знаат и дури кога ќе не знаат ќе си смислат тие дека знаат и така ќе си види во главата, никој не готово. И уште посмешно, така е во сите области во животот. Пример денешно време, ни еден медиум не пише ако ти изваиш нова песна, ама затоа ако има нешто од трач рубрика бе, бате ќе нема медиум на Балкано што ќе нема напишано. Значи не ни знаеш дека постојат толку медиуми колку што ќе напише. Затоа пример немаме појма кога наши луѓе постигнуваат успеси, победват над превари, клават рекорди, шо и да. Ама затоа знаеме се за секој од А до Ш. Оти тоа е најбитно за некои луѓе. Не е битно дали се тие срекни што му се дешава нив во животот, зошто му се дешава то баш нив во животот, тоа не е битно. Ама шо бараше Виктор да се враќа во 5 савајле дома, тука е веќе многу битна работа. И добра и мене таква ми е работата од свирка ќе се враќаш било кое време или од студио. Може да не е чудно за мене, ама некој рандом ако се врати во 5 сато, шо е работа? Имаше луѓе на времето што киснеа море. Ке кисни целанок, нема да спи или ке чека џамо подотворен да тропни нешто да видат што е работа, да ги интересира, ги јади во душата. Зато денешно време е многу полесно. 90% згради, куќи, ово на сите камери. Ке си легниш, ке си отспиеш и станиш са вајле камерата, да си ја свртиш, ете го комшијата каоди, ете ја комшивката шо прави. Изгорени се луѓето на камери да висе. Зато медиумите само тоа ни го продават по телевизии по чудо. Оти 90% од луѓето тоа ги интересира. Кај беше ти вечер? Фала му на Госпо, има луѓе што не ги интересира трач рубрика толку многу. Ке речиш од кај знам? Оти тука сте бе бате, еве сте се гледам. Пошто на ВТВ телевизија трач рубрика може евентуално вести да има. Кај што мора да известиме за одредени работи што се дешава. И можда нешто што се случува во животот на јавните личности кај нас на Балкано, во светот и така натаму. Ама тие се сепак известувања, не се од типот Виктор јадеше салата на улица Македонија. Зошто? Оти може да бил главен пример, нема врска, ама тие ги си напрат некоја приказ. Или кој што ме оженија еднаш пред 100 години ми се јавува другар ми вели ти бе оти не кажуваш дека се жени, се смеј. Кој се жени мора. Како може да не ти кажам дека се жени ко цимери сме да му се не види. Епа ете вели читам тука на насловната има Виктор Апостоловски се жени, прашалник извични. Одам го купувам тој вестникот таму. Текстов внатре врска да нема ни со женитба, ни со Виктор, ни со ништо. Ама битно тие ќе лупнат таков некој наслов, пошто знаат дека народот одма ќе ги интересира, чекај малце да видиме што е работа. Тоа е. Мислам дека доста е за денес, не за друго, пошто сега прајки муавет за Secret Santa. Сика можда треба да изненадам жена ме убувнаме но поклонче вака поделката. Тамануше малце ќе заврши со работа, ќе си дојди дома и да го најди поклончето шат завиткано вака со панделки, со чуда, со сите марифети. Тоа е Secret Santa. А се останато е Сиктер Сантавате. Толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден.